На само една недела до распишувањето на локалните избори, политичките партии наголемо се подготвуваат за градоначалничките трки на есен. Речиси секој ден излегува по некој кандидат, плюс од партиите од македонскиот и албанскиот политички блок. За најголемиот дел општини во земјава познат е барем по еден кандидат за локалните избори. ВМРО ДПМН и другите партии на власт ке соработуваат во некои општини. СДСМ се уште анализира имиња за останатите општини. Во наредните 10 дена треба да создани највисокото на партијата, односно извршниот одбор, и се разбира дека ќе ги објавиме и останатите кандидати кои се преостанати. СДСМ е подготвена за наредните локални избори. На неа ќе се најдат доста автентични имиња кои се членови на СДСМ и, како што кажавме претходно, ќе атакуваме на изненадувачки и позитивни резултати во сите општини. За овие избори промена има во приоритетите и кај албанскиот политички блок. Ако доминатите избори, Тетово важише за главната битка. Сега според имињата тоа е Чаир. Дуј ќе оди со поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, додека Вреди оди со Изет Меджити. Меджити е подготвен вице-премиерските и министерски должности да ги остави за градоначалничката трка. И не е само овој случај на откажување од министерско место за потенцијално градоначалничко. Тоа ќе го направи Фатмир Лимани, актуелен министер за социјална политика, демографија и млади, кој ќе се бори за градоначалник на Кичево. Според пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски, ова нема да има никакво влијание во работата на овие министерства. Ние настапуваме со нашата коалиција на овие избори. Во делот на владината коалиција со ЗНАМ и со Вреди сме во разговори за меѓусебна подршка. Она кое што тие го прават сепак е нивно легитимно политичко право и ќе треба да се обратите кај нив. Меѓутоа, она кое што за нас е битно е дека ваквото кандидирање на владени функционери на локалните избори нема да предизвика застој во работата во ниту еден од секторите во владата, што за нас е многу важно, затоа што испразнетите функции ќе ги пополниме веднаш по изборите на есен. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски пред неколку дена изјави дека неговата партија ќе има кандидат за градоначалник на Кичево. За разлика од ВМРО ДПМН, каде работите и стратегијата се известни, социјалдемократите се пред предизвик, особено по случувањата во Струмица, каде СДСМ се откажаа од актуелниот градоначалник и номинираа друг кандидат. Кога е град Скопје во прашање, таму битката ќе ја водат Орце Ѓоргиевски од ВМРО ДПМН, кој е актуелен градоначалник на Кисела Вода, и Каја Шукова од СДСМ, поранешна министерка за животна средина. Своји кандидати ќе имаат и Дуи и Вреди, а истото го најавија и Левица и Зелен Хуман град.